Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојдовте во новото издание на ТВ Ординација. Ова ТВ Ординација вечерва ја започнуваме во живот ТВ каналот ВИС со надеж дека вие гледачите кои што сте покрај малите екрани ќе имате можност да поставувате прашање на 347-111 и некаде во половината на оваа емисија да ги одговориме. Вечерва гостин во ТВ Ординација доктор Дева Петрова, специјалист онколог радиотерапевт. Докторке, добро вечер и добро ни дојдовте. Добро вечер. Докторката доаѓа од клиничката болница Џибадем Систина. Докторке, зборуваме вечерва за канцерот, кој убива милиони луѓе годишно, но технологијата, односно медицинската техника секоја година оди напред, со тоа и пронаоѓањето на новите начини на лекување, односно раната детекција и лекувањето на карциномот. Најпрво би ве запрашала, Центарот за онкологија создаде услови за овозможување ефикасен, брз и прецизен третман на карциномот. Така, каков пристап на работа и колку е битно да се постави на времената диагноза и кои методи за лекување вие ги користите? За среќа, значи во болницата Џибадем Систина веќе повеќе од една година функционира и Центарот за онкологија и радиотерапија, така да граѓаните на нашата држава, па и пошироко од соседството имаат можност да добијат современ третман и лекување на времена диагноза на малигните болести. Многу е важно навременото диагностицирање на малигните болести, бидејќи колку порано се открие малигното заболување, толку и поуспешен третманот. Се подразбира дека колку порано ќе се открие малигното заболување, третманот може да биде и помалку агресивен. Значи, освен што ќе биде и поуспешен, може да биде и помалку агресивен. Инаку, што се однесува до модалитетите на третман на малигните болести, најчесто се тоа три модалитети на третман, значи хирургија, потоа системска терапија во која што спаѓаат хемотерапијата, хормонската терапија и целната или биолошката терапија и зрачната или радиотерапијата. За среќа, значи ние во нашиот центар во болницата Џибадем Систина располагаме со сите можни ресурси, значи можеме да им ги пружиме на пациентите сите три модалитети на третман. Тоа е пошто сме во предност, бидејќи имаме можност во болницата преку мултидисциплинарниот пристап при лекувањето, значи договарање за секој пациент поединечно да завземеме стручен став, при тоа да бидат вклучени, значи, во таа дискусија повеќе специјалности и хирурзи, значи ние како онколози, радиотерапевти имаме исто така искусни патолози, радиолози, а се со цел да се одбере најефикасниот начин на лекување на пациентот. Што се однесува до Центарот за онкологија и радиотерапија, значи тој располага со дневна болница, во која што пациентите доаѓаат на дневна база, амбулантски, значи да примат хемотерапија или хормонска и целна терапија, и располагаме со современа апаратура за зрачна терапија. Тоа се два линеарни акцелератори, од кои што едниот Trilogy линеарен акцелератор, кој што е еден од најсовремените генерации на линеарни акцелератори, тоест најсовремен во нашата држава и во поширокото соседство. Така, што всушност представува оваа зрачна терапија? Зрачната терапија, значи слично како и хирургијата, представува локален третман, што значи дека понекогаш таа може да оди како поединачен третман, а понекогаш и најчесто се комбинира со хирургијата и со хемотерапијата. Што се однесува до радиотерапијата, самиот термин радиотерапија подразбира лекување со користење на јонизирачки зраци. Тоа може да бидат X зраци, значи може да биде користење на електрони. Најчесто е примената на X зраците.
Зрачната терапија има за цел да овозможи локална и локорегионална контрола на болеста. Значи болеста, кажано со народски речник, да не се повтори на местото на кое што примарно се јавила. Да речеме, доколку туморот бил примарно на дојката, откако пациентката ќе се оперира, доколку дојката не се извади во целост, значи постои шанси да остане некое жариште во дојката, потенцијално, од кое што понатаму повторно може да се развие тумор со додавањето на зрачната терапија на хирургијата како комбиниран начин на третман. Значи се подобрува ефикасноста во лекувањето, тоа се подобрува локалната контрола на болеста. Доколку се подобри локалната контрола на болеста и шансите за далечно метастазирање се помали, така да вкупното излекување или вкупното преживување кај пациентот е поголемо. Така да зрачната терапија има големо значење во лекувањето на малигните болести и особено поради тоа што представува неинвазивна метода за разлика од хирургијата. Пациентите практично постои една анатема околу зрачната терапија, луѓето тоа го прифаќаат некако со недоверба, се плашат, не знаат што тоа значи, но во принцип представува безбеден начин на лекување на овие болести, неинвазивен, не велам дека нема своји несакани ефекти, но е корисна и најчесто се додава на останатите начини на лекување, како што се хирургијата и хемотерапијата. Така, докторке, пред да продолжиме, јас сакам уште еднаш да ги потсетам нашите гледачи дека во текот на оваа емисија ќе можат да поставуваат прашање на 347 111 и од на средината на ова издание од емисијата и истите да бидат поставени на доктор Петрова. Докторке, ја спомнавме зрачната терапија. Велите дека локално делува нели на веќе на инвазивниот метод. Колку значи тоа дека го заштитуваме здравото ткиво? Значи, во одредувањето на зрачната терапија и при спроведувањето на зрачната терапија си постојат соодветни протоколи. Прво треба да се направи клинички преглед кај пациентот и комплетна анализа на целокупната медицинска документација за онкологот радиотерапевт да постави индикација дека кај тој пациент има потреба од зрачен третман. Значи, прво треба малигното заболување да биде хистолошки верифицирано. Доколку пациентот е опериран, треба да има комплетна постоперативна хистопатолошка анализа и соодветен стадиум на болест, значи дефиниран и врз основа на тоа се донесува одлука дали кај тој пациент ќе постои корисност од воведувањето на зрачната терапија како еден од начините на лекување. Откако ќе се постави индикацијата за зрачна терапија, значи се објаснува целокупната процедура, му се објаснува на пациентот за сето она кое што понатаму предстои. Пред да се спроведе зрачниот третман, се прави подготовка за спроведување на зрачниот третман, така да за таа подготовка се користи едно снимање, значи тоа е компјутеризирана томографија и целокупниот тој процес на снимање се нарекува CT симулација или симулација со помош на компјутеризирана томографија. Зошто се користи терминот симулација? Бидејќи пациентот практично се поставува во истите услови во кои што ќе биде понатаму спроведен и зрачниот третман. Значи, не го зрачиме во тек на тоа снимање, но симулираме зрачен третман. Бидејќи најчесто зрачните третмани се подолготрајни, траат по 4, 5, понекогаш и 6 недели, значи потребно е пациентот да биде добро позициониран, да биде во одредена положба, која што ќе биде репродуцибилна, значи ќе можете во тек на 30 сеанси колку што ќе треба да се зрачи пациентот, секогаш да го поставите во истата положба. Откако е пациентот позициониран, во тек на тоа снимање користиме и одредени средства за имобилизација, за да не дојде до поместување. Пример, ако станува збор за зрачење на главата, се користат термопластични маски, лежиште за главата, доколку се зрачи градниот кош, постојат посебни лежишта за градниот кош на кој што легнува пациентот, ги поставува рацете во соодветна положба и слично. Значи, треба положбата да биде соодветна и треба да биде удобна, за да пациентот се чувствува комфортно и не се поместува во тек на третманот.
откако ќе се заврши оваа процедура на позиционирање и мобилизација, се прави снимањето. И тоа снимање ни е неопходно за да ние ги означиме она што беше прашањето здравите ткива и органи, значи и целниот волумен или туморот или лежиштето на туморот кој што сакаме да го зрачиме. Значи имаме целен волумен, она што сакаме да го зрачиме, имаме здрави ткива и органи кои што сакаме да ги заштитиме максимално, со цел да имаме што помалку несакани ефекти од зрачната терапија. Затоа постои посебен софтверски систем, значи кој што го користиме. Со помош на тој софтверски систем, компјутерски, значи ние имаме можност со соодветни алатки да ги исцртаме здравите ткива и органи. Откако тоа ќе го направиме, физичарот прави пресметка. Ние ја одредуваме нормално дозата, зависно од тоа за кој тип на тумор се работи, за која регија. И откако ќе се направи планот за зрачна терапија, потоа го анализираме и гледаме, значи постојат соодветни протоколи според кои што се гледа здравите ткива и органи колкава доза примаат од онаа која што сме ја препишали, од онаа која што е дозволена. Значи секогаш се внимава да се почитуваат протоколите и да се направи максимална заштита на здравите ткива и органи со цел да имаме успешно лекување, при тоа да немаме несакани ефекти, а да висока доза од ионизирачките зраци значи се достави во целниот волумен или во туморот или лежиштето на туморот доколку туморот е претходно хируршки отстранет. Така, колку време трае на зрачна терапија, односно едната сеанса? Значи, оваа припрема трае негде 15 до 20 минути, цета симулацијата, а самото зрачење е многу кусо, тоа е практично неколку минути. Така, значи ли дека имаме повеќе видови на зрачна терапија? Да, постојат повеќе видови на зрачна терапија, глобално се делат во две основни групи. Значи, радиотерапијата е поделена на телетерапија и брахитерапија. Телетерапијата подразбира зрачење кое што се одвива на некаква дистанца, значи изворот на зрачење се наоѓа на одредено растојание од телото на пациентот. Во тој тип на терапија спаѓа оваа терапија со линеарниот акцелератор, значи она со што ние располагаме, додека пак брахитерапијата подразбира зрачење при кое што радиоактивниот извор се внесува директно, значи во телото на пациентот. Тоа може да биде некој шуплив орган, тоа е интракавитар, например, во телото на матката може да се внесе интравагинално, може во некој цевчест орган, во трахеа, во езофагус, потоа може да се бодат игли кои што се радиоактивни во некој паренхиматозен орган како што е например дојката или во простатата, тоа се вика интерстицијална брахитерапија, но глобално двете основни групи се телетерапија и брахитерапија. И исто така, зависно радиотерапијата се дели на високоволтажна и нисковолтажна, зависно од тоа каков тип на радиоактивни зраци користите. Колку помокни зраци користите, значи толку со помош на тие зраци можете да третирате тумори кои што се наоѓаат на поголема длабина во телото. Додека пак да речеме за нешто што е површно, може да користите зраци со помала енергија. Тоа е онаа нисковолтажната радиотерапија. Но најчесто сепак се применува високоволтажната радиотерапија, тоест мегаволтажната радиотерапија, каква што е онаа која што ја продуцираат линеарните акцелератори. Така. Кои видови на карцином, односно органи се подлежни на ваква зрачна терапија? Рековме дека индикацијата за зрачна терапија се поставува откако ќе имате хистолошка диагноза за каков тумор станува збор, каде е тој локализиран, во кој стадиум се наоѓа болеста. Најчесто зрачна терапија се спроведува кај оние тумори кои што се сензитивни, значи чувствителни на зрачна терапија, може да бидат многу, значи чувствителни, средно чувствителни и воопшто да не се осетливи на зрачна терапија. Кај тие што се воопшто неосетливи, практично и не се применува радиотерапијата, бидејќи ефектот што можете да го постигнете е многу мал. Значи, најчесто се применува радиотерапијата кај тумори на мозок, потоа кај тумори на глава и врат, кај тумори кај карцином на дојка, потоа кај карцином на бели дробови, карцином на ректум,
карцином на простата, значи тоа се најчистите индикации по однос на туморите, по однос на нивното потекло, од кој орган или од кој систем потекнуваат. Исто така се користи радиотерапијата и кај тумори на тестис, бидејќи се тие многу сензитивни, таму може и со многу помали дози да се постигнат добри тераписки ефекти, исто така кај лимфомите, значи туморите кои што потекнуваат од лимфатичниот систем. И во главном, согласно стадиумот на болеста, најчесто се користи кога болеста е локо-регионално напредната. Значи, тогаш најчесто во куративни цели се користи, а кога е метастатска болест, се користи во палиативни цели. Значи, веќе, кога е локо-регионално напредната, тоа значи дека туморот е проширен во органот од кој што потекнува, но проширен и во лимфните жлезди, кои што се најблиску до тој орган. И тогаш целта на радиотерапијата, велиме, е куративна, бидејќи имаме намера да го излекуваме пациентот. Кога е метастатска болеста, веќе не може да се зборува за излекување, да речеме кога имаме метастатски промени на коските или метастази во мозокот, но можеме да направиме контрола на симптомите на болеста. Да речеме, да ги спречиме тие силни главоболки, таа нестабилност кај пациентот, нагоните за повраќање и да направиме подобрување на квалитетот на живот. Кај метастазите на коски, да речеме, можеме да ја контролираме таа болка која што може да се јави во рбетот, во некоја од долгите коски, во екстремитетите, да превенираме евентуално патолошка фрактура, да не дојде до некоја скршеница, да не настанат некои посериозни компликации, да речеме инфилтрација на рбетниот мозок, со што може да дојде и до посериозни невролошки испади, парализи и слично. Така да, улогата на радиотерапијата е прилично важна во лекувањето на малигните болести. Така, сигурно можеме да очекуваме и високи оцени позитивни од третманот со радиотерапија. Да, особено бидејќи она што ви спомнав на почетокот, радиотерапијата е спроведувањето на зрачниот третман или на радиотерапијата е поврзана со употреба на современа технологија. Како оди напред технологијата, така да се изнаоѓаат нови машини, се усовршуваат нови генерации на апарати за зрачење и тоа придонесува да се креираат нови техники во спроведувањето на зрачната терапија, кои што ќе овозможат практично доставување на високи дози во туморот, за да се постигне добра контрола на болеста, а при тоа се прави максимална заштита на соседните ткива и органи. Да речеме, што е предноста на апаратот Trilogy? Предноста е што со помош на овој тип на современ акцелератор може да се применуваат современи техники на зрачна терапија, како што се спроведување на интензитет модулирачката радиотерапија, освено на стандардната 3D конформална радиотерапија. Потоа постои можност за спроведување на стереотактична радиотерапија и дури стереотактична радиохирургија. Значи, постојат тумори, да речеме, во мозокот, кои што се наоѓаат на места кои што се непристапни за операција или хируршката интервенција носи големи ризици. Во тој случај стереотактичната радиохирургија, значи или радиотерапијата практично, стереотактична може да ја замени хируршката интервенција. При тоа кај стереотактичната радиохирургија се доставува во една фракција еднократно висока доза. Кај стереотактичната радиотерапија можете во 3, например 5 или 9 фракции да доставите повисока доза и тоа е предноста што ефектите се исти како кај оние радиотераписки третмани кои што траат и по 6 недели, значи комфорот на пациентот е многу подобар, но сепак не секаде постои индикација за спроведување на овие модалитети или на овие техники на зрачен третман. Интензитет модулирачката радиотерапија пак е друга техника на зрачна терапија, каде што интензитетот на зрачниот сноп се модулира во тек на зрачниот третман.
па да речеме зракот знае кога ќе најде, значи тоа е софтверски програмирано да кога ќе најде на некој ризичен орган што не треба да се зрачи, го намалува интензитетот. Кога ќе дојде поблиску до туморот, го зголемува интензитетот. И на тој начин терапијата е поконформална, прилагодена на формата на самиот тумор. Trilogy има можност, кога спроведувате вакви прецизни техники на зрачна терапија, мора да имате добра контрола на квалитетот на терапијата. Значи, доставувате висока доза во една фракција и не смее да се промаши целниот волумен. Затоа постојат можности за добра контрола со помош на Trilogy, можност за спроведување на компјутеризирана томографија или COM-BIM, значи CT во тек на самиот зрачен третман. Така да се проверуваат полињата, се проверува таргетот, целта, дали е се како што сме планирале на почетокот. И на тој начин и самиот третман е безбеден. Така. Доктор Петрова, уште на почетокот ги спомнавме различните методи на лекување на карциномот. Дадовме малку поголем акцент на радиотерапијата, но јас, ако не ви е проблем, би ве запрашала и за она класичната хемотерапија, која што најчесто се нуди на пациентите. Кажете ми, колку можеме да направиме разлика во однос на оценката за успехот на лекување со овие радиотерапии, оние напредни, нови методи кои што се нудат во медицината за лекување на карциномот и онаа класичната терапија. Така. Значи, морам да ви кажам дека не можеме да ги споредуваме една со друга, бидејќи сите овие модалитети еден со друг се надополнуваат. Значи, понекогаш имаме потреба од хемотерапија, но некогаш нема потреба. Доволна е само зрачната терапија. Некогаш е доволна и само хирургијата. Нема потреба ни од хемотерапија, ни од радиотерапија. Ова е она што го кажав на почетокот. Колку порано откриете нешто, толку и третманот ќе ви биде помалку агресивен. Кај раните стадиуми, најчесто кај стадиум 1, скоро секогаш се завршува само со хирургија. Значи, колку стадиумот напредува, кај вториот и кај третиот стадиум, веќе може да се комбинира хирургијата со хемотерапијата и со зрачната терапија. Кај четвртиот стадиум веќе имаме палиативен третман, значи тамо од избор на онкологот, зависно од тоа, рековме, дали може да се постигне контролата на болеста на симптомите со зрачна или со хемотерапија. Хемотерапијата, за разлика од зрачната терапија, ја даваме онаму каде што сметаме дека болеста е поагресивна и постојат поголеми шанси да даде далечни метастази. Бидејќи хемотерапијата подразбира апликација на лекови кои што се даваат системски интравенозно во вид на инфузии или пак како таблети, значи се ресорбираат, одат во крвта и преку циркулацијата се разнесуваат до сите ткива и органи и на тој начин таа велиме дека е системска терапија и не штити од далечно метастазирање. За разлика од зрачната терапија каде што локално само еден орган или едно ткиво го зрачиме. Морам да кажам дека во онкологијата постојано се истражува, се вложуваат многу средства и се изнаоѓаат голем број на нови лекови, така да малигните болести можам да кажам дека веќе се во групата на хронични болести и пациентите може да се лекуваат долгогодишно, дури и тие што се метастатски, значи не треба пациентите да губат надеж, бидејќи треба ова заболување да се свати како и секое друго хронично заболување. Значи и од диабет може да настанат компликации, да имаме непосакуван исход на болеста. И од хипертензија може да добиете излив или церебрален инсулт, па несакано да заврши. Така и малигните болести. Значи, може да се лекуваат подолго време, некогаш ќе имаме непосакуван крај, но некогаш во голем процент пациентите имаат добро излекување и преживување. За разлика од хемотерапијата, хормонската и целната терапија се терапии кои што се како да кажам, во подем, особено целната и биолошката, тоест биолошката терапија, на тоа поле најмногу се истражува, најмногу нови препарати има и тие имаат помалку токсични несакани ефекти од хемотерапија. Така да
принципот на лекување на малигните болести е прилично комплексен, е мултидисциплинарен, индивидуално се крои. Значи, колку што сме сите ние различни, толку се и туморите различни. Не може да има некој стереотипен пристап за секој пациент, значи да биде исто, за секој пациент е буквално различно, бидејќи се повеќе генетски се истражуваат, значи туморите, се прават боења кои што укажуваат на тоа со каков профил, каква биолошка агресивност е туморот и врз основа на тоа се додава во лекувањето и соодветна целна терапија, хормонска терапија, хемотерапија и слично. Така, и пред да го завршиме овој прв блок од емисијата, би сакала да ве запрашам што се случува во моментот кога веќе пациентот ја прима хемотерапијата. Дали во тој момент организмот е во можност, се извинувам, да прими други витамини, минерали, соли и така натаму, колку тие сите ќе влијаат на успешноста на хемотерапијата? Да. Негативно. Да. Значи, порано апликацијата на хемотерапијата била еден страшен чин, кој што бил поврзан со повраќање, со многу несакани ефекти, но денеска веќе тоа во современата онкологија е надмината работа, така да постојат многу средства кои што ние ги даваме како премедикација, значи пред давањето на хемотерапијата како припрема за пациентот полесно да ја поднесе хемотерапијата. Исто така тие лекови се продолжуваат и поспроведената хемотерапија во тек на наредните неколку дена, согласно протоколот, зависно тоа за каков тип на хемотерапија се работи. Така да голем дел од пациентите и покрај тоа што се индивидуално, да речеме споредено со некои други случувања, како што на породување, како еден нормален чин, секоја жена поминува различно, некој полесно, некој потешко, така и со хемотерапијата, некои пациенти имаат поизразени несакани ефекти, но можам да кажам од праксата, од искуството, дека во поголем процент пациентите релативно добро ја поднесуваат хемотерапијата, доколку се соодветно покриени со соодветна премедикација и постмедикација. Единствено останува нешто на што не можеме да влијаеме, тоа е паѓањето на косата. Така, тоа најмногу ги погодува пациентите, но сепак тоа не е трајно, тоа е времено. По завршувањето со хемотерапијата се регенерира косата, повторно расте, инаку за сите други несакани реакции од хемотерапијата, гадењето, постојат медикаменти, лекови кои што се даваат, доколку имаме пад во крвната слика, значи исто така постојат препарати кои што ја стимулираат коскената срцевина за да се обноват леукоцитите, доколку е анемичен пациентот ќе добие трансфузија на крв и слично. Доколку има болки, даваме соодветни медикаменти за тоа да се контролира и мислам дека тоа добро се менаџира во современата онкологија и пациентите не треба да се плашат од овој тип на третман. Така. Се надевам дека гледачите ќе извлечат некаква поука, бидејќи речиси сите методи на лекување ги спомнавме. Овдека само ќе се надополнам на моментот дека 347 111 е и понатаму отворен. Ние овдека правиме една кратка пауза, потоа се враќаме во студио доктор Петрова да ги одговори вашите прашања. Почитувани гледачи, еве на повторно во студиото на ТВ Ординација, вечерашен гостин во ТВ Ординација доктор Дева Петрова, онколог, радиотерапевт од клиниката Аџибадем Сестина. Вечерва со доктор Петрова зборувавме за методите на лекување на карциномот. Оставивме простор и место на гледачите да се јавуваат на 347 111 и колку што можам да видам имаме неколку прашања. Доктор, ке се надам дека ќе им ги одговориме. Со задоволство, да. Значи, првото прашање на татко ми пред 2 години му беше отстранен тумор на дебелото црево. Потоа беше испратена дополнителна терапија со зрачење и хемотерапија со цитостатици. Овие 2 години се беше во ред, но пред 6 месеци почна да се покачуваат тумор маркерите СЕА и се испостави дека дошло до повторување на болеста. Повторно го оперира и го отстранија туморното ткиво, но хирургот рече дека имало метастази под цревата и дека нив не можел да ги отстрани. Бевме и на онкологија, кој ни рекоа дека многу тешко би одало лекувањето повторно со цитостатици
бидејќи немало да има ефект. Не можам да го прифатам ваквиот одговор од страна на докторите на онкологија, бидејќи сум слушала еден куп приказни за луѓе со слична дијагноза, како преживувале со помош на други методи на лечење од традиционалните социтостатици. Да, вака многу честа ситуација е тоа да после известно време дојде до повторување на болеста, со оглед на тоа што кажува значи гледачката дека станува збор за карцином на дебело црево, кај кој што е спроведена израчна и хемотерапија. Најверојатно тоа е карцином на ректум, бидејќи само тој дел од дебелото црево, кога е засегнат, доаѓа во предвид зрачната терапија. Значи, се било направено како што треба, но и покрај тоа не велиме дека не постои гаранција со давањето на онколошкиот третман, се намалуваат шансите за повторување, но секогаш останува одреден процент на можност да болеста се повтори. Доколку болеста се повтори локално, направен е обид да се тоа хируршки отстрани, но бидејќи е проширена, не може со хируршката интервенција комплетно да се отстрани промената, потребно е да се спроведе хемотерапија. Не знам значи која е причината зошто колегите кажале дека не може да биде хемотерапијата ефикасна. Ние како лекари се обидуваме секогаш доколку пациентот е во можност да му ја пружиме и последната шанса, и мал да е процентот, значи се трудиме да ги употребиме сите средства што ни стојат на располагање. После дадени 3 до 4 циклуси се прави евалуација на одговорот, се следи туморскиот маркер, доколку тој паѓа, доколку реагира, тоа значи дека терапијата е соодветна и ако пациентот ја толерира и ако има одговор, таа треба да се продолжи. Но постојат понекогаш објективни причини кога не може навистина и покрај нашата добра желба да се спроведе хемотерапија, а тоа е пред се општата состојба на пациентот. Доколку пациентот не е во добра општа состојба, ако основните параметри, крвната слика и другите биохемиски анализи не дозволуваат да се спроведе хемотерапија, тогаш тоа е навистина честно да му се соопшти на семејството и тогаш може да се побараат алтернативни начини на лекување во смисол на традиционални, значи нешто што е комплементарна медицина што се применува во светот со цел да се подобри квалитетот на живот. Така. Наредното прашање, поздрав до емисијата и гостинката. Моето прашање е колку пестицидите кои се користат во раноградинарството може да влијат врз здравјето и дали се потенцијални предизвикувачи на карциномот? Се подразбира дека многу е важно да примената на пестицидите во раноградинарството и општо примената на сите овие штетни хемиски средства биде под соодветна контрола. Значи, треба да си функционираат институциите на системот, не може било кој да користи што ќе му текне и во колкава количина ќе му текне. Инаку, една од причините за појавата на малигните болести и штетното влијание на надворешната средина, меѓу кои спаѓа и ова, значи внес на одредени хемиски токсични материи. И можеме да кажеме со сигурност дека тоа, доколку се појави одредено малигно заболување, дека токму тоа, користењето на пестицидите е директната причина за тоа малигно заболување, но сепак представува еден од ризик факторите кои што може да допринесат до појавата на малигно. Така, неконтролираното и особено за процеси на дигестивниот тракт, бидејќи најчесто се што е поврзано со храната, најмногу се одразува на органите за варење, желудникот и дебелото црево. Така, наредното прашање е, имам другар на 27 годишна возраст, на кого му диагностициран синовален сарком, рак на мекото ткиво. Би ве замолила доколку можете да ми објасните што тоа значи и дали може да се излекува. Да, сега ги немаме сите податоци, точно е тоа дека представува, значи, малигно заболување на мекото ткиво на синовијата, ако е синовијален сарком, бидејќи саркомот може да потекнува и од сврзното ткиво, па да биде фибросарком, од масното ткиво, липосарком, од коската, остеосарком.
Значи, во принцип, може да се излекува, зависи од тоа колкав е туморот, каде е локализиран. Основното лекување е со хируршки третман, ако може хируршки да се отстрани во здраво, иако е со умерен степен на диференцираност, ние велиме low grade или intermediate grade, ако не е, значи, high grade, ако не е агресивен тумор, самиот хируршки третман може да биде доволен, но ако станува збор за поагресивен третман, може да има за поагресивен тумор, може да има потреба и од дополнителна хемотерапија или зрачна терапија. Така. Имаме коментар на лекар. За жал, околу 80% од сите пациенти со негативни јази на рак на дојката се подложуваат на хемотерапија. Иако ова е неопходно, за само 30% од жените со ризик за повторување на болеста. Проблем е тоа што се уште не знаеме кои пациенти се во ризична група и затоа хемотерапијата им се препорачува на сите пациенти. И видете, ова е, да, па интересно е за дискусија ова, за овој коментар, бидејќи најчесто прогностички фактор за тоа како ќе оди понатаму болеста, кај карциномот на дојка е статусот на лимфните јазли, еден од најважните прогностички фактори. Доколку се негативни лимфните жлезди, тоест немаме метастази, најчесто е добро прогностички за таа пациентка, и лекувањето можеби нема да опфати додавање на хемотерапија, но сепак статусот на лимфните жлезди не е единствениот прогностички фактор, бидејќи ние рековме се прават и дополнителни имунохистохемиски анализи, па се гледа дали е туморот хормонски зависен, дали е хер негативен, колкав е пролиферативниот индекс, значи каква е, од тоа добиваме податок каков е степенот на диференцираност на туморот, така да понекогаш и покрај негативните лимфни жлезди може овие параметри да укажуваат на високо агресивен тумор и тогаш пациентката сепак мора да прими хемотерапија за да биде правилно третирана. Значи не велиме дека придобивката од додавањето на хемотерапијата е 100%, но истражувањата покажале дека додавањето на хемотерапијата кај овие тумори, каде што има други лоши прогностички фактори, надвор од статусот на лимфните жлезди, сепак додавањето на хемотерапијата го подобрува ефектот од лекувањето и вкупното преживување кај пациентот и е оправдано давањето на хемотерапија во овие случаи. Постојат некои гранични случаи, што се за нас онколозите баш дискутабилни, кога ќе дојде таков пациент, не е високо ризичен, значи во средно ризична група, негативни жлезди, па се мислите дали да дадете хемотерапија или да не дадете. Ние не располагаме, значи, како да кажам, со тие генетски тестови, кои што се прават во специјални лаборатории во светот, кои што укажуваат на тоа колку го анализираат генетскиот тип на туморот и укажуваат, например, онко-DX тестот, и укажуваат на тоа колку е тој навистина агресивен. Значи, таа средно ризична група, откако ќе го направите, тој тест ќе се помести или во високо ризична или во ниско ризична. Ако се помести во ниско ризичната, тогаш нема логика додавање на хемотерапија. Но ако се помести во високо ризичната, значи велиме овие пациентки да ќе имаат користи, на нив треба да им дадеме хемотерапија. Кога не сте во можност тоа да го направите, тогаш сте побезбедни кај средно ризичните групи на пациентки со карцином на дојка, тоа да им го образложите и заедно во договор со пациентот да ја донесете заеднички одлуката за понатамошниот третман. Така, се надам дека докторот е задоволен да одговорат. И последното прашање, поздрав до доктор Петрова, сакам да прашам. Многу струмичани на своја рака купуваат медицинска сода и секој ден пијат со вода и на лажичка. Пијам и јас. Сакам да прашам колку е точно дека штити од појава на карциномот, а оние кои имаат дека се мисли на карцином го уништуваат. Не знам што да кажам тука за ова прашање, сум некомпетентна да го коментирам. Значи, имате разни начини со кои што луѓето се обидуваат да си помогнат кога се наоѓаат во одредена ситуација, меѓу тие начини е користењето на варова вода. Значи, постои нека теорија
дека со постигнување на базичност во организмот се спречува растот на туморските клетки, се прави некој баланс, но тоа практично не е научно издржано и ние како стручни лица тоа стандардната медицина. Така. Ви благодарам на докторке на одговорот на сите прашања. Јас се надевам дека гледачите се задоволни од одговорите. Благодарам што бевте дел од ТВ ординација. Се надевам дека нема да сте овдека последен пат, дека ќе има можност и повторно да се гледаме, бидејќи вашата област е неисцрпена со прашања и со одговори. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам што и вечерва бевте со ТВ ординација. Се гледаме веќе наредната ТВ ординација, која гостин во истата ќе биде доктор Катица Марангозова, инфектолог од јавната, односно од Општа болница Струмица. Благодарам уште еднаш. Ви благодарам на поканата.